Работната група за уставни измени е вистинското место за размена на нови идеи. На ваков начин премиерот Ковачевски ја пренасочи анализата на последната идеја од кругови блиски на ВМРО ДПМН кон Министерството за правда. Најновиот предлог дојде од професорот по уставно право и поранешен пратеник од ВМРО ДПМН Александар Спасеновски, кој во интервју за Сител порача дека опозицијата би можела да се премисли околу гласањето за уставот доколку се отвори расправа и за државниот грб. Предлага враќање на идејата од 2014 за црвен лав на жолта позадина со круна од 5 кули, без анализа дали тоа гарантира двотретинско мнозинство и дали би отворило простор за некакви други идеи. Ковачевски верува дека опозицијата овој пат ќе најде сили да гласа за европската иднина на земјата и нема да измислува трето одделенски изговори. Опозицијата не го поддржа ни договорот Фронтекс, за кој што утре почнува имплементацијата, каде што за прв пат имаме македонски јазик со сите други јазици на Европската Унија, за прв пат, никогаш не било тоа до сега, заедно со сите други јазици на Европската Унија, одобрено од сите 27 земји членки на Европска Унија. Опозицијата ни тоа не го поддржа. Кажаа дека биле на пауза во собрание. Сите биле внатре, они биле на пауза, не слушнале кога звони звончето. Така да такви изговори од трето одделение не поминуваат. Проблемот на оваа држава не е опозицијата. Проблемот е премиерот повторувач кој заглави во трето одделение, му одговори ВМРО ДПМН. Обвинуваат дека единствена преодна оценка на Ковачевски му е криминалот, што најмногу се гледа од коридорот 8. Паралелно со политичките препирки оди процесот на комплетирање на тимот што ќе ги пишува уставните измени. Во него се веќе 10 представници од партии и 3 од институции. Им се придружуваат професорите Ана Чупеска, Елена Михајлова Стратилати, Јагода Митревска, Беса Ариф и Етон Шасивари, поранешните уставни суди Бранко Наумовски, Сали Мурати и Бајрам Положани, екс-судиката од Страсбур Маргарита Цаца Николовска и други. Листата веројатно ќе се дополнува. Нема информација кога ќе се состанат, ниту кога би имале текст на амандманите што ќе ги испратат до владата. Сите опозицијски партии остануваат надвор од овој процес. ВМРО ДПМН, Левица, Алтернатива и Беса не номинираа учесници во работната група. Без нив, собранието не може да обезбеди двотретинско мнозинство.